студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Измените на изборниот законник остануваат блокирани во собранието. Дали денеска ќе има нов обид за постигнување договор? Ивана Соколович најдова од собранието известува новаа тема. Ивана, какви се најавите? Така, Деспина пропаѓа обидот и денеска да се сретнат координаторите на партиничките групи во обид да се постигне некаков договор за да се одблокира на постапка со носењето на изборниот законник. Сепак, последните најави брифинци кои што ги добивам и од ВМРО ДПМН и од СДСМ е дека е договорена средба за утре, така да за утре ќе се очекува нов обид за да се испеглаат разликите помеѓу партиничките партии, политичките партии овде во парламентот. Според најавите средбата би се случила помеѓу 10 и 11 часот, но сепак од двете страни велат дека точниот временски период ќе се знае во текот на денот, но она што е јасно дека ВМРО ДПМН и на оваа средба ќе оди со јасните позиции дека се подготвени да прифатат се што ќе посакаат останатите политички партии, но нема да дозволат она барање за кое што притискаат СДСМ и Левица во однос на гласањето на диаспората да биде вака третирано како што тие бараат, како и за распределување на буџетските средства. Пред малку заврши брифингот на првиот човек на парламентот Африм Гаши. Тој со новинарите вели дека оваа работа ја остава на партиничките групи тие да се договорат, тој да го организира евентуалното продолжување на целата расправа и до пленарна седница. Во моментов закучена и работата на матичното тело, на матичната комисија со оние над 13.000 амандмани поднесени од СДСМ и Левица. Од собраниските служби велат дека истите се преведуваат, но точен тајминг кога би можела оваа комисија да продолжи со работа за сега нема. Последните информации како што реков се дека за утре ќе се прави следниот обид да се надминат разликите, но од опозицијската СДСМ пред малку во комуникација ми кажаа дека на оваа средба повторно ќе одат со нивните позиции, немаат намера да отстапат и покрај понудите кои што ги испратија од власта и лично премиерот Мицкоски, кој што вели дека е подготвен на компромис само да се дозволи електронското гласање на диаспората. И спикерот Гаши е на ставот дека треба да се дозволи електронско гласање на диаспората. Тој вели дека доколку државата може да обезбеди механизам кој што ќе нуди безбедност и тајност во гласањето, не би требало да има проблем истото да биде спроведено, па вели дури тоа треба да се спроведе и овде во Македонија. Неговиот став во однос на целиот овој процес со изборниот законник е тоа што тој вели дека од онаа првична идеја која што беше да се донесе изборниот законник се избегало од фокусот, затоа сега партиите си наметнуваат нови барања со цел да се блокира ваквото носење на изборниот законник. Според него тој треба да се донесе со консенсус, а доколку не биде донесен, тоа е веќе одлука на мнозинството која што вели нема да ја коментира. Ова е околу последните информации за изборниот законник и само ќе споменам дека во однос на она агенда на парламентот која што ќе имаат до крајот на овој месец пред партиниците си клучни работи во однос на реконструкцијата. Веќе на 13 јули е договорена седницата на која што ќе се гласа поединачно за секој нов министер. Расправата ќе биде 2 дена како што е пропишано во деловникот. Според најавите на Гаши во тек ќе и општата расправа за ребалансот на буџетот. Веќе од 8 месецов треба да започне и амандманската расправа. Според последните информации кои што ги споделја собраниските служби, поднесени се 224 амандмани за ребалансот. Најголемиот дел од нив е ДУИ со 90 амандмани, 78 СДСМ, 51 Левица и 5 амандмани од Влен. Според најавите треба да се одржи седницата за опозицијски прашања, како што добиваме информација од режијата подготвена и изјавата од ВМРО ДПМН и нивниот став околу целата постапка со изборниот законник. Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз се спротивставуваат на решението македонската диаспора да гласа во што поголем број.
Како ВМРО ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика, а со тоа ќе доживеат уште поголем пораз на следните претседателски избори. Од друга страна пак, Апасиев и Левица, и покрај тоа што добија прифаќање на своите предлози во делот на финансирањето на изборните кампањи, тие не го потпишуваат договорот кој беше граден со месеци меѓу сите политички партии, за да се представат пред јавноста како партија со која нема преговори. Да, ова беа дел од партиските реакции, останатите ќе ги собереме во текот на денот во следното издание на вестите, а последната информација е дека за денеска нема да има средба овде во парламентот, таа е најавена веќе за утрешниот ден во обита координаторите на пратеничките групи да ги испеглаат разликите и да се добие консензус или компромис во однос на носењето на изборниот законник. Деспина. Ивана, јас ти благодарам за овие информации пренесени во вестите. Секако остануваме да ја следиме оваа тема и во текот на денот, а ние остануваме на терен, одиме во живо и пред големата судница во затворот Идризово, каде во теке ново рочиште за пожарот во Окочанската дискотека. Зоран Јаневски го следи судењето. Зоран, и денеска се изведуваат докази на обвинителството. Како тече рочиштето? Да, денес овде во судницата во Идризово продолжи судењето за судскиот процес против 35 темина обвинети за пожарот во Окочанската дискотека Плюс, кој што се случи во март минатата година. Судскиот процес е во доказна постапка, односно своји докази изведува јавното обвинителство, а денеска во судницата се изведува електронската комуникација која што е извадена од мобилниот телефон на сопственикот на дискотеката Дејан Јованов. Според пораките кои што се презентираат овде во судницата од страна на јавното обвинителство, можеше да се забележи дека Дејан Јованов комуницирал и со полицијата, меѓутоа и со инспектори од управата за јавни приходи, пазарниот инспекторат, како и вработени во Министерството за економија. Во пораките кои што ги презентираше јавното обвинителство, можеше да се прочита дека Дејан Јованов често се интересирала дали полицијата ќе прави контроли во дискотеката Пулс, односно дали ќе на кои околности ќе се однесуваат контролите. Во една од пораките се наведува дека и доколку бидат малолетници, тоа немало да му значи ништо, бидејќи секако планирал дискотеката да ја испрати таа да оди во стечај. Деспина, остануваме овде да го проследиме судењето, па повеќе детали за текот на денешната судска постапка ќе гледаме во вестите во 16. Зоран Јаневски, ти благодарам и на тебе за овие информации во вестите. Секако многу повеќе пренесувам и во следното информативно издание. Во владата денеска се потпиша договорот за грант средства од ЕБОР за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Вкупната инвестиција се проценува на повеќе од 200 милиони евра. На автопатот предвидени се 5 тунели, 2 галерии, 12 мостови и вкупно 40 инженерски објекти. Очекувањата се проектот да биде завршен во следните 4 години, со што ќе се обезбеди современо автопатско поврзување на Македонија со Косово, а преку него и со Црна Гора. Овој автопат со години беше символ на неисполнети ветувања. Рече си секоја влада го најавуваше. Секоја пред избори ветуваше дека токму таа ќе го изгради, а одредени политички партии со години се удираа во гради и зборуваа дека токму тие најмногу се грижат за овој дел од државата. На крајот сето тоа остана само празни зборови. По неколку купени парцели на трасата на оваа делница од овој автопат од одредени лица со сомнителна позадина и лица кои што се поврзуваат со некои политички партии, сето остана само на ветувања за жал. Денес разликата е јасна и видлива. Наместо нови ветувања, имаме обезбедени средства, подпишени договори, избран изведувач и започната реализација. Обезбедивме 167 милиони. Ова е одличен проект за земјата, затоа што ја подобрува регионалната поврзаност, особено со Косово, а го поддржува економскиот раст, тоа е навистина мощно важно, особено за создавањето работни места. Откако проектот ќе биде завршен,
ќе нуди побезбедна поврзаност со границата со Косово, ќе го намали времето потрошено на патување, а и ќе ги приближи граѓаните од двете страни на границите. Морам да кажам и да додадам дека ние сме вклучени во ова од самиот почеток. Пред неколку години помогнавме со физибилити студии, со проектирање, со техничка подготовка. Ова е конкретна реализација на визијата која што премиерот Христијан Мицкоски ја постави кога беше формирана оваа влада во 2024 година, а тоа е нашата држава да искористи својата стратешка позиција како раскрсница на Балканот, каде што се пресекуваат два паневропски коридори, коридорот 10, север-југ и коридорот 8, исток-запад, и на нив да се надоврзуваат и останатите коридори. Парите за грантот се од рамката за инвестиции на ЕУ за Западен Балкан. Грантот е 30,8 милиони евра, а кредитот, тој заемот, е 167,6 милиони евра. Со ова се комплетира финансиската конструкција за изведба на автопатот Скопје Блаце, Скопје од Клучката кај Стенковец на заобиколницата до Блаце, тоест границата со Косово. Денеска се очекуваат и новите цени на горивата. Премиерот Мицкоски вчера рече дека поради зголемените цени на нафтата на светските берзи, според пресметките на владата, денеска можат да донесат повисока цена на дизелот за 2 до 2,5 денари, додека бензинот ќе се зголеми за околу 1 денар. И со овие цени, според Мицкоски, Македонија повторно ќе има најевтини горива во регионот. Новите цени во текот на денот ќе ги објави регулаторната комисија за енергетика. На изјавата на премиерот утрово реагира од опозицијската СДСМ. Мицкоски го најави денешното поскапување на горивата, ама не најави никакви мерки со кои ќе ги заштити граѓаните од новиот ценовен удар. Исто како што кажа дека има пазари и компании кои работат со повисоки маржи, но рече дека имињата за сега нема да ги открие. Тоа се тие двајца Мицкоски. Едниот признава дека има проблем, другиот со лаги и манипулации се обидува да дефокусира од проблемот. Додека граѓаните живеат крпен живот, од ден во ден се посиромашни, Мицкоски не превзема ништо. Затоа секоја изјава му е наскоро ќе види. Тоа наскоро не ги полни фрижидерите на граѓаните, ниту ги плаќа сметките. Секоја зголемување на цените на горивата директно ги зголемува транспортните трошоци, а тоа повторно се прелева во повисоки цени на храната. Последиците од неспособната ВМРО граѓаните секој ден ги чувствуваат на бензинските пумпи, во маркетите и во своите празни паричници, стои во писменото соопштение на СДСМ. Честите временски непогоди директно го загрозуваат домашното производство на храна. Производителите бараат поголема државна поддршка за спас на земјоделието од климатските промени. Традиционалните методи веќе не се доволни за справување со климатските шокови во земјоделството. Поради ова, земјоделците секојдневно се соочуваат со сериозни предизвици за да ги спасат посевите од честите временски непогоди, кои директно го загрозуваат домашното производство на храна. Сериозноста на оваа состојба ја потврдуваат и анализите, според кои во последните 2 децении приносите се намалени за 10 до 20%, токму поради овие фактори. Решенија за облажување на штетите постојат, но бидејќи ваквите инвестиции се прескапи, земјоделците сметаат дека е неопходна поголема државна поддршка. Се зголемување на трошоци и можеби тука би можело да се направи нешто нели као помош од државата или од проекти, некои нели европски проекти. Меѓутоа пак тоа тешко иде затоа што малце имаме и недоверба, нели кога ќе се втуриме во некој таков процес. Значи некој пат сме свесни дека можеме да заглавиме длабоко. За да ја обработиш почвата, да ставаш муч фолија, нели со тие банкови нели што треба да се направат, значи треба многу убава обработка на земјата. Значи фризирање, треба механизација фактички што за нас земјоделците тука во Македонија малце тоа скапа инвестиција и тука сме многу хендикепирани. Дека државата мора да действува побрзо и посистематски, потенцираат и од невладиниот сектор кој работи на оваа проблематика. Оттаму потврдуваат дека државна поддршка преку националните програми постои, но според нив таа не е доволна, бидејќи главно е насочена кон ублажување на климатските промени. Додека фокусот мора итно да се префрли на конкретни мерки за адаптација. Согласно програмите кои се достапни, да речеме, националните програми, дали тоа го јавува, да речеме, Министерството за земјоделие и шумарство и водостопанство, дали
Министерството за животна средина и просторно планирање, ставките кои се предвидени за вакви активности се многу малку за адаптација на климатски промени. Имат нели некои мерки кои се предвидени за енергетска ефикасност, дури во ИПАРТ програмата за енергетска ефикасност, односно намалување на трошоците на производство, меѓутоа средствата за се во главно ветеринарски, значи капка по капка систем и да речеме за сенчување кои што ги имат. Тие се парите кои што ги нуди државата. Покрај финансиската поддршка за опрема, клучна алатка во овој процес треба да биде и континуирана едукација на терен. Она што ќе биде основно е промена на старите навики на земјоделците и воведување на нови, поотпорни семенски материјали. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Поради децениската прекумерна и несоодветна употреба на антибиотици, тие полека почнуваат да ја губат својата ефикасност. Експертите предупредуваат дека ако не запре ваквата пракса, бактериите, вирусите, габите и паразитите ќе станат отпорни на лековите што досега успешно ги уништувале. Антимикробната резистентност представува една од најголемите закани за јавното здравје, ветеринарната медицина и безбедноста на храната. Станува збор за појава кога бактериите, вирусите, габите и паразитите стануваат отпорни на лековите што досега успешно ги уништувале, поради што антибиотиците и другите антимикробни препарати ја губат својата ефикасност. Откривањето на антибиотиците пред повеќе од 50 години представуваше револуционерна пресвртница во историјата на медицината и ветерината. Сепак, децениската прекумерна и несоодветна употреба на антимикробните средства во хуманата медицина и во ветеринарната медицина, како и во производството на храна, допринесе до појава на феномен кој денес представува еден од најсериозните ризици за јавното здравје на глобално ниво. Антимикробната резистентност доведува до тоа инфекциите да стануваат потешки за лекување, се продолжува времетраењето на болестите и престојот во болница и се зголемува ризикот од смртност кај луѓето и животните. Проекциите укажуваат дека доколку тековните трендови продолжат, до 2050 година антимикробната резистенција би можела да предизвикува поголем број на смртни случаи отколку канцерогените заболувања. Експертите нагласуваат дека таа бара заедничко дејствување на лекарите, ветеринарите, земјоделците, институциите и граѓаните, бидејќи здравјето на луѓето, животните и животната средина се тесно поврзани. Според проценките на СЗО, антимикробната резистентност е меѓу 10 најголеми глобални закани за јавното здравје и доколку не се преземат мерки, може значително да ја намали ефикасноста на современата медицина и ветеринарната пракса. За Сител, Трајан Ристовски. Пред крајот ги